И не се случајни пораките кои што јавно беа пласирани од високите представници на САД после посетата, но и за време на посетата. Вие се сеќавате како изгледаа посетите пред 8-9 години на представници на нашата држава во Соединетите Американски држави, кога изјави се даваа по тротоари и кога немаше ниту една слика од состаноците. Овој пат имаше и пренос од самиот почеток на состанокот и низа на медиумски извештаи од сите состаноци на кои што нашата делегација присуствуваше. Соединетите Американски држави секогаш имале способност преку своите функционери да пратат силни пораки до сите политички играчи во државата, но и надвор од неа, за тоа колку се важни одлуките кои што сме ги донеле и кои што се пред нас и кои што треба сите заедно во државата да ги донесеме. Во тој контекст беше и изјавата на господинот Ескобар пред неколку дена. Нашите стратешки партнери препознаваат колку е важно во национален, регионален, но и во глобален контекст Северна Македонија да продолжи со евроинтеграциите кои што се веќе започнати. На средбите и со господинот Блинкен и со Ескобар недвосмислено потврдија дека евроинтеграциите на земјата се неповратен процес, токму затоа и изразија загриженост врзана со блокадата на опозицијата на овие процеси. Доколку ние не продолжиме по европскиот пат, доколку не ги направиме следните чекори, евроинтеграцијата ќе запре и ние повторно ќе се најдеме во состојба на стагнација, како онаа што ја имавме цели 10 години до 2016 година и која никому ништо добро не донесе во државата. Тоа е многу опасно по нашата земја и за нејзината иднина. Воопшто не беше лесен патот во текот на изминатите години за да стигнеме до тука, но ова е прв пат блокадата да не доаѓа од надвор, туку да доаѓа од внатре, од дома, од опозицијата, која и де факто е против сите процеси кои ја носат државата напред. Јас ќе ги повторам зборовите кои што ги кажа господинот Ескобар, опозицијата не треба да ме поддржува мене, бидејќи мене поддршка од нив не ми треба. Јас имам поддршката и од мојата партија, од моите партиски другарки и другари, и поддршката на нашите симпатизери, и поддршката на граѓаните. Тие треба да ја поддржат државата и граѓаните на европскиот пат и на остварувањето на целта нашите граѓани конечно да живеат во држава, земја членка на Европската Унија. Овие одлуки не се лични одлуки. Овој процес не е процес на еден човек, ниту пак е процес на само една партија. Ова се одлуки и процеси од кои зависи иднината и на сегашните и на идните генерации. И ова е најдобриот договор што ние можеме да го добиеме и тука не треба да има дилема. И ова е кажано од страна на висок американски представник во множина за договор кој што го има Северна Македонија за пристапување кон Европската Унија. Може би ВМРО ДПМН и ќе соберат капацитет за да можат да го согледаат сето ова како целина и јас се надевам дека тоа ќе се случи. Иако до денес како дел од антиевропскиот блок, кој што е предводен од проруската левица, и со константно блокирање, а пратениците најдобро ќе потврдат дека во моментов де јуре блокадата доаѓа од страна на левица преку поднесување амандмани, а де факто од ВМРО ДПМН преку бескрајни, безцелни дискусии во собранието. И ова покажува каде е позиционирана македонската опозиција и дека воопшто не треба да се лутат кога ќе кажам дека денес ВМРО ДПМН е заложник на левица. Но од друга страна пак јасно е дека во ВМРО ДПМН има поединци, можеби и пратеници, представници на раководството кои не мислат исто како нивното лидерство и кои што искрено и од срце сакаат земјата да го продолжи патот кон Европската Унија. И можеби сакаат да бидат дел од Европскиот блок. И на тие поединци мислам дека треба да им се даде шанса да се приклучат на возот кој што оди
за Брисел. И СДСМ е предводник на овој европски концепт за европска иднина. СДСМ го започна, СДСМ го води, СДСМ го предводи и така ќе биде и во иднина. Или ВМРО ДПМН ќе се приклучи кон проевропскиот блок, цела како партија, за да утре не се срамат од одлуките кои што ги носеле во минатото, бидејќи не им е сеедно кога денеска им кажеме дека не го поддржале за членувањето во НАТО, дека не влегле кога се гласаше договорот Фронтекс, каде за прв пат имаме чист македонски јазик, заедно со сите други јазици на Европската Унија, одобрен од сите земји членки на Европската Унија, и дека конечно ќе се одважат да тоа го направат, бидејќи во секој случај, како и да е, возот е трнат кон Европската Унија и од тој пат враќање назад нема. Сум го кажал ова повеќе пати и ќе го кажам пак, Северна Македонија ќе оди напред и ние ќе исполниме нашата стратешка цел, а тоа е полноправно членство во Европската Унија.